Гостин во Слободен печат премиерот Зоран Заев. Господин Заев, тешко е да се направи необично интервју со премиер кој што секој ден е во медиуми и секој ден добива стотици, десетици прашања на кои што мора да одговори. Но ќе се обидеме да, иако сме костумисани, да малци неформално да поразговараме на некои актуелни дневни теми. Еве ќе почнам со она што некако апансос ја изненадивте македонската политичка јавност и медиумска со барањето за доверба. Тоа прв пат се случува. Како дојавте на таа идеја и како тоа не протече во јавноста никаква информација претходно? Добро, прво мора да признаеме сите дека е убава демократска алатка. Во демократијата премиерот да повара доверба, да види дали мнозинството стои зад владата, е важно не само за самата влада, туку е важно за народот, за економијата, за администрацијата, за сите е важно. Подолг период, буквално од изборот на оваа влада на 1 септември, од кога почна мандатот на оваа влада, цело време се тврди дека ова е нестабилно мнозинство, дека само што не било прекршено мнозинството, па опозицијата имала мнозинство или слично. Дури најавија интерпелација на владата од ВМРО-ДПМН, па ја поднесоа, па не ја поднесоа, имаше такви денови. Тоа испраќа сериозна прилика на несигурност, на нестабилност, на така да кажам, влијание врз секојдневието на едно домакинство, на граѓаните, на бизнисот, на коморите, на стопанството, а и на администрацијата. Викат, овие ако си одат, што се? Така да, затоа во координација со пратеничката група, министрите ниту знае, не знае, членот 217 става 2 го дава правото на председателот на владата, како мандатор поренеше, нели? Да го искористи тоа право и да побара од собранието на усно, на седница, да се изјасни за доверба или недоверба на владата без расправа. И тоа опозицијата не почувствува дека ќе се случи. Може би знаева и тие, па вака им одговараше повеќе. Знаеа 15 минути пред да почне седницата. Значи, не знае. Буквално, координацијата беше многу професионална. Јас сум благодарен на координаторите на сите пратенички политички партии кои што не се во коалицијата, заради тоа што тие го направи на еден професионален начин. Прво да бидат сите 62, пандемија е, знаете, не е лесно. Има луѓе кои што имаат болни членови на семејството, некои потенцијално може да бидат во самоизолација, секако, и тоа изискуваше така дополнителна професионалност и прецизност. Добро, тоа две пораки, на две цели постигнавте. Едно беше до опозицијата, на кој начин кој разоткривте дека нема такво мнозинство, а втора беше до своите коалицијски партнери кои што претходно како да ги разлабавуваа врските во владата. Некако ми се чини дека и тие ги консолидиравте тие редови од НАТО. Мислам се постигна неколкукратни цели. Прв пат премиер да побара доверба на влада е убаво демократско право. Ние сме демократија која што тежнее да се усовршува во демократијата. И тоа е така. Ризикот на ваков амбиент е може да изласат и недоверба и ајде дома. Мислам, сега слободно денес га рековме ке разговараме. Така да прво прифаќате ризикот и викате, окей, ако стои парламентарно мнозинство, кое што подкрепено со мнозинство од граѓаните, тераме работиме. Секојдневно носиме одлуки сериозно, не само околу пандемијата. Голем дел се припремат сите работи за рестартот на економијата. Преддоговори се подпишуваат, анекси на договори, договори во делот на меморандуми за идни инвестиции, сериозни во милионски, стотици милионски суми или слично, и ова е важно. Второ, да се разбие лагата. Значи, невистина е благо кажано. Лага беше заради тоа што 3-4 месеци обстојува една тема дека мнозинство има опозицијата, ама нели да било позајакнато, бајаги повеќе од 61, немат повеќе од 52 во моментот ако треба да бират влада. Значи, мене ми е тоа јасно. Третиот дел е уште еднаш да потврдиме демократскиот капацитет на оваа влада и на оваа парламентарно мнозинство. Правото да помала политичка партија одлучи да излезе од парламентарна група за да биде повидлива, така викате, ЛДП, господин Трајанов, окей, ние тоа почитуваме целото. Јас го коментирав, не беше соодветен моментот. Во целото ова сплот на лажни вести од опозицијата, го избра лошиот момент само. Да. Тоа беше, ама еве се потврди дека сите стоиме позади владата, а секој може да си гради своји политики, да биде повидлив, не знам како либерал, да биде повидлив како еве Демократски сојуз и некои други, еве Дом на но јадрото да остане. Јадрото што стои зад владата. Знаете да се пошегувате, многу брзо рековте, сепак 64 е подобро од 62, ама ќе терате и со 62.
Да бидеме искрени, кога опозицијата најавуваше дека ќе го промени мнозинството, вие исто така подолго време говорите дека има преговори да се зголеми оваа бројка од 62. Тоа 64 случајно го кажете или има тенденции на поминување во ова мнозинство зголемување? Отворено зборувам заради тоа што и така чувствувам и се надевам. Можеби е само надеж, ќе видиме праксата што ќе покаже. Ова мора да е природно. Мислам, кога имавте цел уставни промени, разговарате со пратениците и се обезбедија 80, па и 81 заради евроинтеграциите на државата. Добивме НАТО. Добивме одлука за почеток на преговори со Европската унија и овде се собравме 81 од сите партии, од опозиција и албански, македонски, бошнички, турски сите. Овде можете да разговарате на основа на проекти, на основа на перспектива на државата, на основа на одговорност, затоа што сите пратеници се индивидуи. Те имаат честа да бидат дами и господа пратеници, тоа е важно. Секој не може да биде во државата. Еве, токму овој пратенички состав од 120 е важно. Прашањето е ќе останете на страната на обструкциите, блокадите, кочењето или ќе придонесете токму во тие 4 години кога народот наш ни дал мандат да одработиме. И точно е, јас кажувам. Баш што тешко е во опозиција. Знаете, тоа 4 години се седи, нема 11 години сме биле, не е лесно. Не е лесно. Тешко не заради партијата, туку што самите приврзаници на некоја партија не може да толку долго да чекаат. Се осипува членството, луѓето сакаат да видат резултати. Веројатно и тоа е сакаат да најдат начини да се вградат во општеството, да дават свој придонес и кога политичката партија во која што членуваат има на власт, тогаш имаат поголема можност да се вградат во општеството. Имаат сите граѓани можност да се вградат во општеството и да помогнат. И во едни такви околности многу е важно да ги знајдеме проектите, многу е важно да ги најдеме целите на кои што ќе застанеме. Јас тврдам дека ќе расте мнозинство. Значи, тврдам заради тоа што сега не знам дали баш така. Па ако дај Господ малку повеќе од двајца. Важно е да расте, а тоа ќе е само по себе доказ за исправните политики. Ако тргнат политиките узбрдо и се лоши, не можеш да добиете тешко своите да ги задржите. Значи, да, така е. Демократијата тоа го создава. И јас верувам низ демократските процеси, низ успесите, низ економскиот стандард, низ инвестициите, низ сето тоа што е наша актуелност, ќе има приврзаници кои што се денеска од малцинството, односно од опозицијата, да се приклучат на мнозинството, за да можеме уште повеќе да тереме успешни политики. Господин Заев, владава ја средивте се, позициониравте, да речеме, консолидиравте владината коалиција, ве чека нов предизвик партиски. На крајот на месецов имате избор на председател. Вие се кандидиравте, единствен кандидат сте, но имате и своја програма, колку што познам. Вчера најавивте нова политика, ако не грешам. Така е насловот на програмата. Што значи тоа? Како очекувате да помине овој првпат ваков тип на избор на председател и што содржи програмата еве воедно? Прво ќе има размрадување во СДСМ од неколку аспекти, од позитивен аспект. Прво има многу новини. Прв пат бираме председател на Социјалдемократскиот сојуз на непосредни избори. Убаво ќе беше да има и други да се јават. Јас сум единствен кандидат, ама важно е што овој пат членовите ќе бират за или против. Значи ќе се изјаснуваат за Заев или против Заев. И статутот е регулирано, ако не помине Заев, тогаш има нова постапка, нови кандидати и слично. Многу е важно што средината на мај некаде, помеѓу 6 и 26 мај, значи може и 16 недела се паѓа, го гледавме како датум, но се уште од ковидот не знаеме точно како ќе биде, имаме конгрес на партијата. Така да првите политики ќе бидат дека шпилот карти малку ќе се меша во СДСМ. Што значи тоа? Тоа значи малку и кадровски нови луѓе мора да се појават, кои што не биле на првиот ешалон на социјалдемократијата во делот на раководството на СДСМ, да им дадеме поголема важност да се обноват малку структурите на СДСМ. Во едни такви околности јас очекувам навистина едно ново политичко освежување. Тука е едниот дел на новата политика. Вториот дел е уште позасилено креирање на политики за борба против криминалот и корупцијата. За мене тоа е економија. За мене тоа е подобро здравство, за мене тоа е и подобро образование, и подобра култура, и подобра соработка со соседите, и побрз пат кон Европската унија, се. Криминалот и корупцијата го има насекаде во светот. Го гледаме и во Европа, и во европски земји се, и на Балканите го има. Ние можеме сите да дадеме сериозен придонес и тука ќе се вградиме и вклучиме многу сериозно во борбата против криминалот и корупцијата. Трето, ќе охрабриме различни мислења. Социјалдемократскиот сојуз е партија во која што владее демократијата. Многу често председателот на СДСМ, тоа е јас или раководство, знаеме да се повлечеме
да прифатиме други ставови и да почнеме да ги реализираме. 2 чекори назад сме знаеле да направиме слично, но мораме да дадеме уште поголема шанса на различни мислења, заради тоа што не сакаме повеќе да ни се повтори едноумие кое што е наметнато од врхушката, тоа доаѓа обично од партиите, па така и во власта, и во владата, и во општеството, за да можеме да ја јакнеме демократијата. Знаете дека Конгресот прв пат ќе донесе 50-50 жени-мажи во Социјалдемократскиот сојуз. Значи сите органи и тела на партијата, од раководство на високо, извршни одбори, на локалните општински организации се ќе бидат целосно избалансирани помеѓу мажите и жените. Младите се зголемува нивното застапеност. Сега жените и младите по функција учествуваат со право на глас во сите органи и тела и сето тоа се огромни демократски исчекори. Многу важен елемент во целата оваа работа е да ги отвориме вратите и за сите оние кои што не мора да имат книжка од СДСМ, ама веруваат во социјалдемократските вредности, веруваат во ваквите политики, проевропски, проевроатлантски политики, политики на пријателство, политики на кохезија, етничка и секаков вид на кохезија во општеството, политики на унапредување демократијата, на јакнење на правниот систем на државата, дефинитивно исправеност пред борбата на криминалот и корупцијата. Ние не сме најпаметните во СДСМ, ако имаме честа да бидеме најголема владеачка партија. Бараме помош и сакаме да ни се приклучат многу луѓе. Сме успеале до сега 70-80% од нашите најстручни тела, тоа се комисиите на СДСМ, по сите области да бидат луѓе кои што немаат ни членство, ниту се во нашите структури како гласачи на СДСМ, се неопределени луѓе, експерти и професионалци. Зашто таа пракса не ја примените и во владата и тоа планирате во иднина да го направите? Имаме ние секој пат во владата имаме министри кои што не припаѓаат на СДСМ. Јас ги кажав, некој од нив Никола Димитров никој пат не е бил член на СДСМ. Не знам, Ирена Стефовска не е член. Зборам за министрите, така и замениците, државните секретари. На директорско ниво, на директори на агенции, комисии. Знаете, се уште владе една теорија дека сме ние партиска држава, дека доминираат партиски членови на важни позиции. Но оваа теза сега што ја заговарате во партијата е добро да најде примена и во општеството. Така, ќе зборам и за еден дел цело време и во мојата кандидатура и пред Конгресот за многу нови политики. Верувам и низ нашето интервју ќе можам да кажам многу суштински новини кои што треба да се случат. Но ние мораме да се посветиме на дигитализацијата. Колку што можеме повеќе човек факторот да го смениме со компјутер фактор, ќе убрзаме предметите. Ефикасност. Дали е во извршната власт, во локалната, во судската, во обвинителската. Мора да зголемиме ефикасноста на општеството. Ние сме неефикасен систем. Мораме брзо да действуваме, мора рокови да ставаме, мора експедитивност на предметите, мора да јакнеме регионалната соработка. Сите го знаеме тоа, дека мораме да се посветиме на тоа во духот на нашата евроатлантска интеграција или во духот на интеграцијата во Европската унија. Говорите за нов дух во партијата, така, за нов дух во партијата, нова реорганизација, која што подоцна ќе треба да се кооптира некако во власта, за да може... Но ние знаете сме политички систем, политичките партии, ако се подобри, ако се подемократски, ако се посовремени, и власта е по-демократска, по-современа и по... Така, ама знаете дека стално има отпори од некои структури во партиите, има некои постари кадри кои што не се подготвени за такви промени, ќе треба и со тоа да го... Демократија, знаете како, дома не е лесно со сопругата, со децата, со се не потолкава партија. Ние завршивме со преку 80.000 членство. Тоа е согласно европските стандарди над стандардот на членови, согласно бројот на жители кои што го имаме, каде што се регистрира преку 70.000 само да гласат од 80.000 членство. Сега го утврдуваме у среда, имаме централен одбор избирачкиот список, за да може сите тие луѓе да гласат. Значи колку ќе гласат? Се 70.000? Преку 70.000 ќе гласат. Сега ќе го затвориме избирачкиот список заради тоа што тоа не се сите луѓе да заед, веројатно, некој за може не знае. Демократска партија, таму ќе има за, против, ќе има. Навистина сме демократска партија, но реков многу новини демократски кои што ќе се отварат во процесот кој што предстои. Така да од тука очекувам навистина да отвориме врати на многу луѓе да се профилираат, да се активираат во општеството, да може нашиот дух македонски да го вградиме комплетно внатре со ова чувството што правиме сите ние за државата. Значи не мора да бидете член на СДСМ додека е власт или член на ВМРО додека е власт за да правите нешто за државата. Мислам, можеме многу работи да правиме сите заедно за државата и верувам дека ќе ги отвориме сите тие можности да се вградат сите и секој да дава свој придонес во нашето општество. Споменавте едно од реформите во партијата, таа ни виси како дамаклов меч корупцијата и во општеството. Значи ќе треба да се
и тука најавивте програма или акцијски план, не знам како да го наречам, дека сте подготвени да се справите со корупцијата во државата, бидејќи тоа не го забележуваат и од надвор, но и самите граѓани го чувствуваат дека постои. Не е тајна дека на Балканот државите се рушвет држави, народот има менталитет на кафе, на бомбонјера, за секоја услуга што ќе добие, тоа тешко се искоренува и тоа можеби не е ваша задача. Но има, според мене, 2-3 пана корупција. Она хоризонтална, во образование, во царина, во здравството. Значи, каде што со големи суми граѓаните се принудени да плаќаат големи суми за коруптивни чинови, за работи што им се должност да ги добијат. И по вертикала. До каде ќе одите со двете и генерално, дали ќе завршите со последиците од корупцијата на минатиот систем. Значи, сега се измешаат два система. За да расчистиме кој бил коруптивен, кој не е коруптивен. Разбрав. Не значи дека некој до денес како не е коруптивен, утре нема да е коруптивен. Важна е пораката од оној што е фатен, да не му падне на памет друг да прави вакво исто незаконско действие како што некој друг правил. Знаете како овие денови кога збориме по телефон, луѓето обично користат апликациите, викам слободно зборуваме, никој друг нема да се нафати за 12 години затвор, заради тоа што пораката на санкцијата на казната е да не се повтори никогаш повеќе. 37 бомби вадев во општеството, сите завршија со реченицата никогаш да не се повтори. Така да расчистувањето со претходниот режим е сериозна, успешна активност на оваа влада и тоа, ако не го кажам јас, гледам другите не го спомнуваат затоа што. Сите зборевме за украдени стотици милиони, милиарди, тие пари украдени бушат системи. Рековте рушвет системи. Не е лесно да предвижите процеси на најтранспарентен, отворен начин, каде што новинарите се таму на секое рочиште, да завршат процесите. Дали со ослободителна, дали со осудителна пресуда завршуваат процесите. Најважниот процес при слушувањето е пресуден. Вториот за мене важно се изборите. Титани го викат во судот. Сите други се важни. Денеска во правосудството имате исправено градоначалници од СДСМ, политичари од СДСМ, таму се и се борат за својата правда, да докажат дека се невини или да бидат осудени. Градоначалник падна на 7-8 месеци од својот мандат на Ново село, мој добар другар и пријател. Го фатија со цигари, готово, одлежи и казна затвор. Значи, законот мора да важи за сите. Така да, дали се случува корупцијата на тој вториот, третиот ешелон, кој што постојано е тука. Знаете, власта, политичари се менуваат, тука се луѓе. Ние сме утврдиле човек кој што дава лиценци, само неговата компанија работи таква дејност со државата. Катастрофа. Тоа беше 2017-18. Менувај комплетно системот. Значи, се случува на едно пониско ниво, која што боли, значи, за сиромашен човек 50 евра да му земе за нешто што му следува по закон, тоа е катастрофа, тоа орнисува душата, тоа е болно. Значи, на богат човек и на среден слој, средна класа во државата, значи, ова е недозволиво никаде. Ние мораме да ги впрегнеме механизмите на реакција. Прво, граѓаните мора да пријават. Знаете, добивам извештај неделен на броевите за пријавување корупција. Никој не се јавува. Зошто го зборам? Има се јавуваат. Оваа држава не е само на Заев, на господин Николовски, на било кој. Ова е држава на сите. Сите може да дадеме придонес. Значи, кој да е, треба да се пријави, ако му падне памет од само индиција да направи. Имаме ние механизми како тоа да уловиме комплетно. Затоа, дали е по хоризонтала што викате, по пониските, секојдневие, царината, полицијата, не знам сите, здравство, образование, социјална заштита, или е високата политика, високата вертикала вие дефиниравте. No matter what, без разлика кој. Значи, законот мора да важи еднакво за сите. Затоа што малку и деловно економијата во овие мали држави, да ги наречам како Македонија, често се одвива во корелација со владата, за тендери, значи, како да ги кажам, затоа и настануваат обиди за корупција. Опозицијата многу што малку помалку може се оттргне да владата од бизнисите, опозицијата многу малку може да корумпира затоа што нема управувачка моќ во јавните институции. Власта е таа кој што се корумпира. Така. Немам предрасуди какви политички рефлексии ќе има кој да биде фатен во државата. И ние мора да се разбудиме сите за да знаеме. Домашни странски инвестиции, ако постои корупција, нема да има. И колку повеќе отклонуваме, и колку повеќе довербата се враќа во системот, толку повеќе ќе има инвестиција, тоа ќе значи поголем економски стандард за сите. Второ, затоа формиравме вака подпредседателна влада, задолжен меѓу другото за борба против криминал и корупција, и тоа е генералниот секретар на СДСМ, за да има моќ да се бори директно во чело со секој.
Без разлика, затоа што сите други политики се ословени од успешноста на оваа политика. Ние имаме јавно обвинителство кое што се бори против криминална корупција, судови, имаме антикорупцијска комисија, имаме завод за ревизија, имаме многу тела. Но владата со своите извршни тела може да антиципира, да превенира, уште да не се помисли никој. Затоа се дига ова високо, ни го кажувам како еден од 5 столбови во новата програма на СДСМ со комплетен фокус. Затоа што целиот свет, така и ние, мораме да продолжиме да се бориме против ова зло, се додека не постигнеме 100% успешност на тоа. Тоа е тенденција, но таа цел мора да биде исправена пред нас. Споменавте како еден од примерите за битка со корупцијата и со престушувањето. 12 години засега за господинот Мијалков и тогаш тропнавте на маса, 40 часа го немаше и се појави Мијалков. Лично сум приврзаник на тоа дека треба понекојаш да се тропне на маса, но велат едно правило, подобро е претходно да тропнеш од што отпосле, откако стомните ќе се скршат. Дали често тропнувате на маса или тоа беше... Некои ми замераат дека сум премногу толерантен, кроток, мирен, карактерот бил таков. Јас знам кога се тропа на маса, кога не се тропа на маса. Дома тропате ли понекој? Тропаме, и ми тропат, знаете како е. Животот е тоа така, но дефинитивно кога гледате дека нема сериозен успех или сериозна посветеност, тогаш тропате и ало, или. Нема што. Мислам, тука се знаеше, влада ќе падне. И апсолутно, па ризикот се, ние ќе продаваме, не знам, прочистување на правосудството, 6 пакет на мерки, зашо избега Груевски, сега избега и Мијалков и што? Така да, или ќе ја изработите работата, тоа е зашто ве плаќа народот, секој во своите дејности, 100% по закон, или ајде, вие си одите до четврток сабајле, така беше муабетот, петок сабота, веројатно јас. И ќе дое ново дете, што вика Цацко. Значи, тоа е во демократијата. Ако испорачувате, 100 пати ги испорачате се што треба. 101-виот пат не испорачате. Посебно вака важни работи. Сите по дома. И апсолутно тоа мора да е така. Одговорноста мора да има. Јас понеделник са бајлето. Кога соопштија медиумите, се разбудив, медиумите соопштија дека Сашо Мијалков не е пронајден. Да јас бев на суд, сведок бев, викан. На излез камерите ме пречека и прво што чувствувате одговорност. Одговорност од мене па до сите. Се разбира, тие што може да ги разрешам, ќе ги разрешам. Тие што не можам, ќе ги повикам да си дадат оставки и на крајот паѓам јас. Оди сум врв на извршната власт и тоа е редот во демократијите. Паѓа министри, премиери за поклон шампајнско, шитаме по светот по се. Па не е овде за ваков случај. Така да, убаво е што има истрага, јавното обвинителство слушнав номинирал обвинител, кој ќе направи истрагата, веќе се истражува. Гледам се, допира до мене кај се работи со се, да се прецизира затоа што дури ако е фатен тој што се обидел да бега, системот можеби некаде фалирал, некаде има мањки, некаде има проблеми. Да учиме тоа. Јас лично, како председател на влада, мислам дека научив од бегството на Груевски. Тоа што тогаш можеби можело да се направи, сега го направивме со се. Стегнавме институциите да се завршат работа. Знаете како? Обично службите АНБ е институција што работи дома. Агенција за разузнавање надвор. И сега викате, знаеш, кој знае на кој континент е? Но избегал други у Белград, друг. Зошто така они нема да работат? Нели он е веќе надвор? Они нема да работат со тезата. Ало, не е надвор. Тука е да се завршите работата. Ми се чини на меѓународен план имаме една за вас и за нас многу важен сегмент, тоа се евроинтеграциите. Имаме мал или поголем застој, пред се заради, мислиме дека е тоа заради Бугарија, но кај граѓаните со право се појави сомнеш дека можеби не се само бугарите, тие дека можеби има некоја спрега во Европската Унија, дека тој процес е малку подзапрен евроинтеграциите и се јави повторно тој евроскептицизам. Како да го вратиме граѓаните до вербата во ЕУ и по кој пат ќе тргнеме понатаму? Прво, она што треба да знаат граѓаните дека навистина за нас нема алтернатива освен Европската Унија. Зошто? Заради европеизацијата дома. Ние не сакаме да бидеме членка на Европската Унија за да не бројат дека сме членка на Европската Унија. Патот од еден кандидат низ поглавијата и преговорите е убавината на членството во Европската Унија, односно европеизацијата дома. Ние всушност со тоа носиме Европа дома. Чаптер 23-24 се почетните и се конечните, кои што се затварат како поглави. Правосудството не е случајно, тоа е основата на се.
Па после енергетика, економија, јавни набавки, сите поглавија кои што се отвараат и тој пат нам ни треба. Ние сме земја која што е во Европската заедница, имаме 1% царина со Европската унија, некој вика, бе, тоа нели е излез. Ние сме таму. Ние сме во Европскиот пазар, ние сме како земја кандидат, прво на Европскиот континент, второ како кандидат земја, имаме 1% царини со Европската унија, трговијата ни е одлична, 85% нашата трговија со земји членки на Европската унија и другите се од Балканот, што не е тоа алтернативата. Не е алтернатива. Отворање на европскиот пазар. Второ, Европа нема друга алтернатива за земјите од Западен Балкан, освен да станеме ние полноправни членки на Европската унија. Зошто не е интерес на Европа ние да бидеме сојузници во други пактови со истокот, Кина, Русија, било кој. Значи, тоа е интерес и на Европската унија, не е само наш интерес. Значи, имаме обостран интерес сите. Тромоста на Европската унија некој пат ги разочарува работите. Според мене, да, во овој случај еве имаме одложување од страна на Бугарија, која што ни стави вето и блокада на 9 декември на Европскиот совет или Советот на министри како беше седницата и го пролонгира нашиот пат за едно 6 месеци според мене, 6 доколку успееме сега следниот јуни кој ќе има нов Европски совет. Но сето тоа испраќа, како што рековте вие, пораки на резервираност кај нашите граѓани кон Европската унија. И тоа мораме час поскоро да го отклоним. Европската унија, еве една Меркел, еден Макрон, гледат на Западниот Балкан малку понакупче отколку ние што гледаме за наша Македонија, за Северна Македонија. И во едни такви околности таму има дебата дали Европа ги подзатвара вратите за муслиманите, зборувајќи паралелно Северна Македонија и Албанија како одат во Европската унија. Косовското прашање нерешено, Босна и Херцеговина проблемот со уставот заглавена се. И кога ме убедува октомври 2019 година да не заминувам од политика или слично, ти дадов тогаш оставка и повикав на избори, кажува дека треба да одат земјите заедно, да не се остави ваков впечаток или слично. Така да тука јас оставаме на резерва дали само Бугарија или малку е глобално да се почека малку Албанија. Албанија ги исполни двата услови, кои што не и беа исполнети сега во декември. А веќе се исполнити. Го пополни Врховниот суд, го пополни Уставниот суд. Јуни не очекувам Албанија да пуштат, Македонија да застане. Така да имаме една предност. Вториот дел, ние мора да продолжиме со Бугарија да работиме и да ги разјасниме овие работи. Значи, суштината треба да знаат граѓаните. Македонскиот идентитет и македонскиот јазик и посебноста на македонскиот народ се наше универзално право и наше национално право. Ние граѓаните го знаеме. Вие тешко е да се убедат бугарите во тоа и затоа е сомнежно дека кажуваат еве и Бугарија. Таква позиција ќе се кажуваат и Бугарија дека тие признаваат македонски народ и јазик, реалноста се, но да решиме минатото. Значи, прво, со мојот добар пријател и брат, што го викам Бојко Борисов, ние одлучивме двајца дека поважна таа историја што Борисов и Заев сега, заедно со нашите народи ја пишеме. Мислите не е неважна историјата. Се смени малку ќе олавови атмосферата во Бугарија. Убедени сте дека? Па јас не сум исти пред избори и после избори. Сега како да ви кажем, тргнувам од себе и нашите политичари во Северна Македонија. Знам, збороите обврзуваат, после ќе ги држат за тоа што го рекле. За се постои решение, затоа треба да бидеме внимателни. И ние и тие. Зошто не се затвараат сите врати? Заради тоа што не е интерес и на Бугарија да ја закучи Северна Македонија, македонскиот народ во инспирациите. Прво, нашата соработка, ако јакне, ќе не почитуваат и Западна, и Северна, и Источна Европа повеќе, овде како Југоисточна Европа. Тоа е дефинитивно интерес и на Бугарија. Второ, стабилноста во регионот со интеграциите продолжува. Затоа што тога се генерираат и европски политики, повисоки економски стандарди, уште поголеми инвестиции слично. Тоа е интерес и на Бугарија, не е само наши интереси или на земите кои што сме кандидатки од Западен Балкан. Низ политиката на разговорите, ние докажавме дека се решаваат огромни прашања со многу дебела суштина внатре. Има решение за се. Ние сме прво како држава, еве и како политика, градители на пријателство. Тоа не може никој да ни го земе, изградивме и дома пријателство, различни етнички, изградивме со соседите пријателство и навистина сме со европски манири. Со тоа што го правиме, внате. Така и со Бугарија верувам дека ќе го решиме, затоа што и бугарскиот народ не сака да го закочи македонскиот народ. Македонскиот народ е пријателски братски народ, со бугарскиот и само така. Не би сакал да се задржиме многу на оваа тема, но тие мислам дека не направија многу во изминатите децении за да се наметнат во нашето општество како блиски пријатели, ни со култура, ни со економија, а имаа можност бидејќи Југославија распадната веќе 30 години. 30 години. Значи тој празен простор не го пополнија.
како да кажам, нивно вино. Добро не тргна 2017 со пријателството. Така? Да, ма знаете отворивме портите. Тие сега како во љубовта најнаш да ги сакаме од утре сосема сега. Како да ви кажем, љубовта треба двајца, треба време да се засакаш, не може да сакаме од. Ќе дадеме шанса на љубовта и Борисов вика вака, или викавме слободно, ќе разговараме вечера. Да. Вика Зоран, ние даде една изјава, малку по-глобална овде во Скопје, ние не сме за бои, ние сме за љубов. Ќе се изнајдат решение, треба да ги оставиме, они има таму врв на демократијата избори, нека се изберат влада, нека се изберат тоа што им се институции со се. Мај, јуни се пред нас, додека дојде крајот на јуни, Европскиот совет, можеме да седнеме стварно посветени, водејќи грижа еден за друг, при тоа да ги почитуваме нашите засебности и посебности и да го најдеме решението. Тоа и граѓаните, но гледам дека сега и голем бизнис треба да направиме. Гасификацијата треба да доаѓа од Грција. Беше американецот тука. До кај е таа работа? Ние веќе очекувањата беа големи. Да. Трансакцијските советници што ги ангажиравме, тоа се правни консултантски фирми, PricewaterhouseCoopers, Deloitte некој пат работи за нас. Големите ги потврдија односите. Денес од Сабајле ме информира дека нашите сугестии дадени преку PricewaterhouseCoopers, кој што е ангажиран за одредени замерки на договорите и меморандумите што ги потпишуваме за оваа инвестиција во Грција што ќе имаме како држава, се прифатени од Грција, така да овие денови веројатно владата ќе ги усвои и ќе ги потпишеме меморандумите. Наша намера е да вложиме со одреден процент во Александрополис гасниот терминал, кој што е во вредност од некој, ако не се лажам, 400 милиони евра, каде што има 170-180 милиони евра грант од Европската унија. Ние ќе партиципираме со 10%, Бугарија и Грција по големи земји се со по 20%, другиот е приватен капитал, но и 25% учествуваме во гасната централа, која што е веднаш до гасниот терминал, која што е меѓу 630 и 830 мегавати, се зависи опцијата на електраната што ќе се избере, која што вреди преку 400 милиони евра, сигурно, таму ќе учествуваме со 25%. Тоа е значи продукција од некои 200 мегавати. Еден блок на рек Битола е 200 мегавати, колку да знаат граѓаните колку е вредно само инвестицијата во гасната електрична централа во Александрополис, каде што ќе вложуваме. Секако одлуките треба да ги донесе владата, јас кажувам намерата кон која што ќе објавиме сите детали кога ќе се постигне таков договор, но тоа е прво една обавина на Грција, во која што апсолутно не можеме да помислиме како да соработуваме и унапредиме соработка, каде што имаше навистина еден голем негативен набој, каде што имаше една кампања на граничните премини и обвинување нашите граѓани ако одат на морето. Денеска ние вложуваме огромни пари во обновливи извори на енергија, заменувајќи го нашиот јаглен, и тоа е домашна продукција створена надвор. Значи, тоа е голема работа што не се случува, но тука не застануваме. Јас најавив и кажав дека 6 компании се веќе тука со намера за инвестиции во гасни централи, во земјоделие, во медикал канабис, во фармација, вложуваат натре. Значи, од сите области се повеќе и повеќе доаѓаат. Дури за време на ковидот и после тоа е веќе ковид. Тие се не се погоди баш ова криза. Доаѓаат. Јас мислам дека толку голем мегданот за да напредиме соработката. Грција е со многу сериозна економија, таму има мултимилионерски компании. Мултимилиардерски компании, не милионерски, милиардерски компании. Еден Shell е главен таму, не знам, еден Митилинеос кој што е дојден овде и сака во Скопје да гради втора гасна централа. Не знам, еден PPC, државната компанија која што даде намера за градење на Чебрен. Други компании големи дадоа понуди за железницата, за коридорот 8, за огромните проекти зборам. Така да имаме толку големи перспективи кои што ќе значат работни места, високи плати, значи извоз со продукција од овде и секако зголемување на трговијата помеѓу Северна Македонија и Грција. Кога зборувате за бизнис и за инвестиции, малку политика повторно ќе вратам со Европската унија, оставате впечаток кога велите нема друга алтернатива, да, но во доменот на економијата мора да постојат вакви алтернативи на поврзување на државите. И самата Европска унија се повеќе гледате дека и господинот Макрон ја отвара Европската унија кон Кина и кон Русија. Дури поединечни земји членки на Европската унија сакаат да имаат добри односи и со Соединетите американски држави, но и со Русија и со Кина. Дури се споменува последно време и Вучич кој што успева да балансира, иако е тој кандидат за ЕУ, добро му оди и со Турција инвестиции, и кинески инвестиции, и јапонски инвестиции, и руски.
дали не се обидувате вие, дали премногу сте врзани за Европската унија од тој аспект? Знаете, Како да се плашите дека ќе ви забележат зошто гледате на десно, иако се работи за вакцини, се работи за бизниси. Значи јас го Ќе следам. подпиша на крајот на годината огромен договор со Кина за инвестиции, самата Европска унија. Фантастичен договор за отворање со Кина. Значи, нашиот народ преку 85% е за Европската унија. Може е паднато мал дел, немам последни анализи видено, заради одложувањето за нашето членство, односно првата меѓувладина конференција и слично, но нашиот народ е проевропски ориентиран и тука нема дилеми. И истовремено нашата политика е политика на пријателство со сите. Ние имаме добра соработка со Руската Федерација, имаме добра соработка со Кина, со Турција секако еден од стратешките партнери, тоа не поддржувал секој пат кога другите не сака нашето уставно име да го спомнат, тие фусноти издвојуваа во НАТО за Република Македонија во тоа време. Нашиот народ е врската со Турција, така да ние немаме дилеми. Што е нашиот избор? Нашиот избор е демократијата, нашиот избор е слободата, нашиот избор е компетативноста, каде што во некои земји од светот не е опција. Тука затоа и се тие внимателни договори, бидејќи сакат да знаат какви се односите во трудот, трудовите права и така натаму. Нашиот народ сака демократија како што има во Европската унија и НАТО. Ние затоа сме така определени према западот, а не сме према истокот, заради тоа што има разлика во конституцијата, односно уредувањето на општеството. И затоа такви политики водиме. Но трговијата со Русија ни раста. Извозот на нашите земјоделски производи се е поголем и поголем према Руската Федерација. Кина, знаете дека овде победуваат фирми на тендери. Синохидро, кој што работи автопатиштата, договорени од време на Груевски, ние направивме анексите, да, но победи на патот Крупиште-Кочани. Победи на тендерот. И готово, таа работи и други фирми, е Power China. Значи не е во 4 очи, се на тендери добре дојдени се сите, мислам, ние сакавме прво да влезат Pfizer вакцините, сега нека влезат кинеските Спутник се, ама да се знае кој не е ориентацијата. Секако тоа е стварно здравствена политика, суверено право на секој. Не е геостратегија. Нема геостратегија, нема дилеми. И нарачаме, денеска на интернет се знае се, важно е граѓан да биде квалитетна вакцината, да биде здрава, да нема последици се, и тргнавме во тој пат. Значи, тоа не значи дека ние сме помалку НАТО или помалку ЕУ, така да нема дилема. Еве Европа ја спомнавте како пример, како се отвора. Малите земји треба да бидат уште попаметни, да се работуваме со сите, оти тоа носи бенефит на нашиот народ. Но се знае, ние сме членка на НАТО и нашата иднина е во Европската унија. Вие сте чини во меѓународни односи како влада, како социјалдемократска влада, како успешно да кохабитирате со партиите од народните партии, од членките на ЕПП, со Меркел и сите останати таму. Но како потешко да ви оди со нашата опозиција, која исто така е членка на Европската народна партија. Зошто е тоа така? Точно, Меркел е десница, Бојко Борисов е десница, Мицотакис е десница. Значи, таму не е проблемот ние како социјалдемократи или Зоран Заев. Не би требало да е и тука. Јас сум толерантен и отворен човек. Јас сум свесен дека ако имаме ние кохабитација, ако имаме консензус за 10%, за 15%, за 30% од прашањата, тоа ќе обрза брзината на државата кон нејзината цел. Ако одиме со 100 на саат, ќе одиме 150 на саат. Консензус ако има. Зошто нема? Кај македонско општество е многу поделено, тоа не е добро, тоа е како рак раната. Може да се најдат некои точки каде што може да најдете соработка. За некој не мора за седо, за некој прашање за кој што е можно. Актуелен беше клиничкиот центар. Значи тоа е единствениот клинички центар. Веројатно еднаш у 100 години се прави. 500 милиони евра е физибилити студијата од 2014 од време на ВМРО ДПМН одработена и ние земавме, ајде сега да почнеме да имплементираме. Отидовме во парламентот, заради тоа што е ковид криза, преку закон да дефинираме и PricewaterhouseCoopers или KPMG кој да влезе внатре, да застанеме заедно, прво сите македонци, после и македонци и албанци, трето уште поважно и власт и опозиција заедно. Најголемиот проект, кој што го финансираме со наши пари, Европа вика ако го тргнете 50% грант ќе ви дадеме. Значи 250 милиони евра или на тендер кој ќе падне доле можке 220 да ни даде Европа и 220 ние од наши пари, буџетски од народ пари, да застанеме заедно. Застанеме заедно, еве јас сум представник на власта, како да убедам опозицијата да влезе, викаме, окей, мнозинството во реализацијата,
Значи во проектната единица, во изведувачката единица да биде од опозицијата. Ние ако сме власт, ќе биде малцинство. Во контролната улога, тоа е собраниска комисија, да се формира опозицијата да има мнозинство. Ние да имаме малцинство, иако сме власт. Имаме ние министар за здравство и од нашите ред. Доволно е тоа. Прво одговорен за реализација, прво одговорен за контролата, опозиција да биде. Со мнозинство застапено во комисија. Само да застанеме заедно. 2000 амандмани го блокираат законот. Тргнавме со законот за бесправни градби. Еве, блокиране. Белким ќе решат. Се договарат нашиот министер Вочварски и председателот на комисијата Мисајловски, кој што е од ВМРО ДПМН, дел од раководството. Значи, едно 60% или, не знам, 45% најмалку граѓани сиромашни не направија елаборати и не го искористија досегашниот закон за легализација. Нивните куки се што имат. Тоа се сиромашни граѓани. И сега државата, ако не донесе нов закон за легализација, треба да изруши. Треба ли да изрушиме? Не треба. Кога прашуваме ВМРО, треба ли да изрушиме? Не. Вие донесовте прво закон за легализација, така. Еве ние повтараме по вас, исто правиме. Зошто да им даваме шанса сега на најсиромашните? Второ, згради нема легализација. Ги отклонивме. Сите други што ќе легализират 50% повеќе ќе платат за да не им текне да во градби да прават докато да си одат по процедури. Значи ако праќа во Скопје 100 евра комунали за изградба, сега со легализацијата 150 евра. Да си плати за казна, за да не му текне друг пат, ама да не го рушиме, да си плати и да се легализира. Нема, застанете законот. Апелирам, стварно, се молам да тргне закон. Законот за енергетска ефикасност. Одбележувам овие денови на енергетска ефикасност. Имаме 35 милиони евра проект од Светска банка. Каде што има 25 милиони за болници, јавни институции се, 10 милиони за школи, градинки се по општините. Прекрасен е проектот. Значи тука нема ни левица, ни десница, ни социјалдемократи, ни ВМРО, ништо. Мислам, нема. Сите треба да станат. Блокиран е закон. Трамвај на Тркала, 17 милиони евра од ЕБРД. Склучени веќе договорите. Еколошки проект, сообраќајот го решава во Скопје. Од сите аспекти најдобар, најмодерен, блокиране. 50 милиони во земјоделието, каде што имаме 3 откупни центри, Скопје, Ресен и Струмица, и изголемување на продуктивноста во земјоделството. Комплетно, со окрупнување на земјиште, директно мотивација, братучеди да застанат заедно, си продадат еден на друг и ќе добијат поддршка од држава. Одличен проект. 50 милиони евра и тоа е блокиран. И сега нудиме соработка од секој можен аспект. Се што треба да направиме. Дефинитивно мора да имате човек од другата страна да разговарат. Јас овде ќе кажам, дел од новата политика. Прв пат го кажувам овде, од најслободно интервјуто. Дел од новата политика, мислам дека имам толку почит во СДСМ да го поминам тоа, е да отворам дебата за заедничка власт и влада со опозицијата. Ама да има човек со кој што може да разговара. Со господинот Мицковски не се разговара. Или ако кај нив има разумен човек, кај нас нема, да го тргнат Изаев, ама да разговарат двете партии. Прво да задушиме народот наш. Ни треба тоа, знаат и они, знам јас. Премногу ни е поделен народ. Второ, да ја департизираме администрацијата. Кога сме двете страни внатре, во владата, нема тоа СДС и ВМРО да партизират администрација. Да, ќе се вработуваат и од СДС и ВМРО, ќе победи на конкурсот. Како најдобар по критериум, по нормативи се. Клиентелизмот во судство, во јавната администрација, кои ќе бидат сите во власта, ќе оснема. На кои ќе изиграват клиенти, на кои ќе гледат да му угодат, сите се внатре. Че тоа што говорите е сосема ново. Ова е дел од новата политика. Еве сега денеска вака се отворија прашањата, јас ги кажав по структура. Но ова е дел од јас треба тоа да опоминам во СДСМ. Мислам дека имам почит на органите и телата, важно е за државата. Но тоа не е техничка влада, веројатно. Каква техничка влада? Сите во владата. Ако има човек со кој што може да разговара. Значи во една таква околност ние, како што реков, ако одиме 100 на сат, ќе одиме со 200 на сат. Тоа како во Германија, значи кој успеава заради национални. Во Германија 15 години ЦДУ и СДП заедно. Швајцарија знаеме сите, од имаме најмногу најшто таму. Сите се во владата. Кој ќе победи, се знае, повеќе е застапен. Значи 2024 ќе победи пак се да само остануваме вака застапени. Од 9 министерства, опозицијата има 4, власта има 5, премиерот е на власт. Ќе победи опозицијата. Обратно, секој со својата одговорност. Тоа блокадите у парламентот. Нема да тука на влада ќе решиме се. Затоа што треба да им служиме на граѓаните. Идеолошките разлики, туку е проблем во људството, веројатно. Луѓето е. Инаку ВМРО како идеологија и СДС би се наште ако има заеднички. Головски, премиер сум 2,5 години, 6 месеци, 3 години. Бидов што е премиер.
Јас сум внеден внатре за државата, за мојот народ, да направиме еден квантен скок, имаме ние капацитет. Нашиот народ е паметен, нашиот народ е најголем работник кој работи у странство. Ние имаме наши домашни ресурси. Имаме одлична географска поставеност. Гледаме тоа, интерконекторите, низ тука се случува се. И Русија, и Германија, и Кина 17+1. Ние сме одлична раскрсница внатре. Ние треба да бидеме паметни, нашиот народ да добие тоа. Ама нашиот народ исто мора да сработи. Не може да се вади на СДС, на ВМРО, на ДУИ, на Алијанса, на БЕСА, на алтернатива не. Да влеземе сите. Еве отварам можноста прв пат. Ја фрлам ракавицата. Значи, вие би го одржале зборот кога бевте во опозиција, кога велевте дека власта треба да се доближи до опозицијата, фактички сега тоа го правите. Значи, се обидов на било кој начин. Кажав дека со Груевски можев да намерам решение, со Мицковски не може. Значи, не знам што да направам, сега го отварам и ова. Значи, иако имам мандат до 2024, уште 3,5 години, сум победил на избори после уставни промени, после закон за употреба на езиците, договор со Бугарија, реформите што ги и победив. И во вакви околности отварам можност да дебатираме. Кога не знам, од утре, после локални, ќе видиме кога. Кога се спремни сите. Јас треба да си подготвам партијата, нормално, не па, ама фрлам ракавица, дај да одработиме сите. Се издушиме малку народот, да се смириме духовите, да департизираме администрацијата, да отклониме клиентелизмот и во администрација, и во судство, и секаде. Да се ја средиме државата, да направи квантен чекор, да направи 100 чекори за 2 дена, наместо да прави по 2 чекори за 2 дена. Како да го кажем? Значи, целта е тоа. Јас сум и за тоа во политика, зашто сум имам дома и фирми, имам бизнис. Мислам, дај да направиме нешто за еве заедно да се обидеме. Германија покажа резултат. Австрија до скоро беа заедно и СДП и нивната десница на Курц. Беа заедно, се последното не се, ама се зелените па. Заедно се. Во Швајцарија тоа континуитет, цело време дури ротираат они за време на владењето. Јас ова не сум го консултирал во СДСМ, но го ама го имате во новата политика. Да. Нека го знаат и моите кои ме бират. Таа може да кажеш и некоја ме бират. Нека одлучат. Јас знам дека на социјалдемократите тоа нема да има баш така згодно ти, знаеш, ако може да бидеме сами власт ние уште 3,5 години, што па тоа да поделиме со политичкиот опонент. Океј, ќе ме бират на 21, ако мислат дека тоа не чини, може таму да ме шкрти. Ако кажувате точно ова пред изборите. Сега да знаат сите, да знаат што бират. Ако не ме изберат, има решение. Има решение, одма статутот предвидува веднаш повторување постапка други кандидати и готово. Си бираме, конгрес имаме на 15-ти. СДСМ ќе биде интересен овие 2-3 месеци. Така да делот на новите политики отвориме, зошто? Заради тоа што и СДСМ, и ЗАЕ како политичар постоиме заради државата и нашиот народ. И ова мора да го отвориме. Затоа што со вакви системи ефикасноста во работењето на институциите ќе ја мултиплицираме. Дигитализацијата и замената на човек фактор со компјутер фактор ќе ја максимализираме. Регионалната соработка, била десница, левица, комшиите, ќе соработуваме. Ова што викаме нашите главни стратешки цели, НАТО ЕУ, НАТО исполнето ЕУ, ќе го максимализираме многу побрзо. На крајот смислата и на социјалдемократијата за постојањето овде во државата ја исполнуваме. Јас го отварам ова како можност, тоа е дел од новите политики на СДСМ. Реков многу 5 столба, го кажувам и ова како еден од важните нови елементи. Сакам да се дискутира во државата на вакви теми. Зошто не? Ми кажуваат и на мене, и на Мицковски ми кажуваат и на другите таму кои да се фракции. Викат, дебре, тоа македонците може да станете заедно за една работа. Тоа и нас ни го велат тоа. Зарем не го слуша? Не само вас, јас ви кажам и на нас, лидерите на политичките партии. Слушаме, ние тука живееме, не сме на месечината. Ни кажуваат луѓе, да станеме заедно. Еве, доверба имам, така. Не е да калкулирам дека ми се клати, имам доверба и кажав дека 6-4-5-6 се прават. Сите заедно можеме да одработиме јуначи, како што треба за државата. И ќе дојдат избори, ние пак ќе се биеме со идеи, концепти, политики на даноци, на економски параметри, ама кадри. Ќе имате една што е. И на крајот, кој ќе победи, тој го зима кормилото, другите се внатре соодветно на гласовите и пратениците. Но партиципираат во владењето. Партиципираат и носат одговорност. Така да, ова е дел од новата политика и јас верувам дека е возможно. Може сонувам, не знам, ама верувам. Имам право да сонувам како секој граѓанин. Мислам дека имам почит и доверба во социјалдемократите да ми дадат и таков пас, а верувам дека ќе се изнедри капацитети во нашиот опонент, најголемата опозицијска партија.
Убеден сум дека и во албанските политички партии, и во помалку бројните заедно ќе се најде. Зошто? Заради тоа што ако нешто гарантира дека поуспешно, побрзо, поефикасно ќе го исполниме очекувањето на нашиот народ, кој што не бира, за кој што постоиме и како политика, и како влада, и како парламент и се, тогаш треба да го прифатиме тоа. Ако мислиме дека има аргументи контра на ова работа, ќе ги извадиме. Сега денеска може прв пат да соопштувам ова и прв пат го соопштувам. Од јас номинирав таму нова политика, кој прочита, кој не. Сега прашањето испадна за ова да го кажам ова. За мене е многу важно да знаат и моите социјалдемократи кога ќе ме гласат, кои се плановите во иднина, секако, но и да знаат и граѓаните кои ще не бират. И за крај, неодамно покренавте иницијатива за повторно отворење кампањи во медиумите за работи од посебен општествен интерес. Имавте отпор од некои од здруженијата на новинарите и од другите институции. Како мислите да го регулирате тоа? Добро, прво, ние сме дали ветување дека владини кампањи, политики со народни пари, никогаш нема повеќе да се повторат. И стоиме на тој дел. При тоа, целиот дискурс и дебата ги правиме со сите засегнати страни. Право со медиумите, медиумските работници, со сите. За да може да разграничиме што е јавен интерес и јавна кампања, што е владина политичка кампања. Значи, прво, тоа што го нудиме. Стоп и понатаму за владини кампањи. Чисто. Како што беше во времето на Груевски, бидејќи тоа веднаш асоцира на тоа време и има до сега, резерва кон новија. Од кога Заев доби шанса и чест да води владата. Ево, тој 1 јуни 2017 година ние ги соправме сите пари трошени кон медиуми за кампањи, владини политики, под било каков изговор ги соправме. Односно да не се повтори тоа што викате вие за времето на Груевски. Но отвориме јавна кампања дека вакцинацијата треба да ја примиме, дека вакцинацијата значи брзо искоренување на пандемијата. Ако сакат да знаат дека може да се додат и у Грчка и Бугарија со вакцинацијата, да им доловиме на луѓето се што значи вакцинацијата. Да знаат колку е здрава. Да се соочат дека тоа е стандард, проверен, меѓународен стандарден, да нема дилеми дали има тука нешто скриено или не. Чипирање. Така е, тоа е јавна кампања. Пописот, корупцијата и борбата против корупцијата. Има теми многу. Се што ќе сработиме како јавна кампања, ќе опуштиме прво да ни потврди, не знам, граѓанскиот сектор, новинарските работници, медиумските работници, медиумите, да кажат, ало, ова е јавен интерес или не е јавен интерес. Ако одобрате јавен интерес, тераме јавен интерес. Значи, нема дилеме дали вакцинацијата, пописот или, не знам, борбата против корупцијата е јавен интерес. Така да го потврдува тоа што е јавен интерес и од тој дел, да терам, јас ги повикувам сите, да даат шанса, нека тргне процесот. Поздравувам, за нама дава отвореност, можност, дава европски модели, како да се прави тоа со продукции, како да се прави што е јавен интерес, како да се дава бесплатни минутажи, бесплатно дел со плаќање се, за да го дефинираме. И ако ќе почнеме, ние нема да биеме месечината. Ако нешто не е уред, сите сме тука. Денеска е слобода, гласност го има за 24 часа. Веднаш ќе се стопира тоа како? Ма дај да почнеме заради тоа што е должност. Како ќе знаат граѓаните како да дојдат до вакцината? До денеска има граѓани кои што не знаат како да дојдат до вакцината. Сите немаат тоа Facebook и портали да прочитат. Тие граѓани што фаќаат по медиумите електронски фаќаат, имаме луѓе што живеат во рицко-планински подрачја, планите. Должност е граѓанин и тој во центарот на Скопје. Така да важни се јавните кампањи, заради тоа што постојат насекаде во светот, исклучително ќе бидат јавен интерес и ништо повеќе. Првата реченица е стоп за владени политички кампањи. Нема околу тоа. А јавниот интерес, навистина, треба да го ставиме во функција. Господин Заев, благодарам што одвоивте доволно време за ова навистина интересно интервју. Благодарам на вас на поканата, да ги поздравам сите гледачи.